Добар ден, почитувани. За потресот во ВМРО ДПМН, за исклучувањето од партијата, за случувањата во собранието, за отворањето на Уставот, разговарам со членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, професорката Иванка Василевска. Добар ден. Добар и ден. благодарам што ја прифативте поканата за интервју. Чест ми е што сум поканата и се надевам дека ќе ги одговориме сите прашања кои што ги имате. Професорке, на почеток ќе започнам со исклучувањето од партијата на поранишниот директор на УБК Сашо Мјалков, човекот чие име до неодамна со шепот го изговаравме. Го исклучивте заради притисоци, закани, уцени и подкуп на пратеници да гласаат за уставните измени, но и го обвинивте за коалиција со Зоран Заев и Вице Заев. Мјалков изјави за медиумите досега многу ретко давал, не се ни сеќавам, можеби само едно интервју досега има дадено за еден печатен медиум. Сега преку еден портал се огласи, откако беше донесена одлуката на Централниот комитет и порача дека не е време за поделби, туку дека е време за обединување и рече дека одлуката на партијата не е исправна. Вие сте член на извршниот комитет на највисокото партиско тело. Исправна или не е исправна оваа одлука? Па ако земеме генезата наназад, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз својата победа најмногу му ја должи на Сашо Мјалков. Тоа име, за кое што вие кажувате дека се споменува со шепот, создаде многу голем анимозитет и ја уништи аурата и на поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и поранешен претседател на владата на Република Македонија, неговиот прв браточет господинот Никола Груевски. Сашо Мјалков како личност делуваше во својата позадина и неговото појавување и дејствување можевме да го доживееме најавтентично кога Зоран Заев почна да ги леферува оние нелегално прибавени телефонски разговори и според квантумот на и удалот и начинот на кој што тој се произнесуваше со своите соработници и сопартици, јавноста создаде една негативна представа и создаде еден, пак ќе кажам, вистински анимозитет спрема целокупното раководство на ВМРО ДПМН и тогашната владеачка гарнитура. Секако, не мора да значи дека тоа беше вистина. И најголемиот дел од нашите поддржувачи не веруваа во таа приказна. Имаме и еден балкански менталитет овде кој вели ако некој е поуспешен од другиот, тогаш дека нели можеме да му ставиме милиони етикети, да го девалвираме. И тоа беше, ми се чини, онаа чиста есенција кај најголемиот дел од нас како поддржувачи на партијата, како активни споделувачи во општествените јавните политики, и се остави еден огромен простор во кој што и структури како што се и тој и многу други кои сега повеќе не се дел од нашата партија, беа нетолерирани, но имаше еден простор на разбирање за нивните карактери, нивното учество, нивниот влог, нивните јавни функции и така натаму. Очигледно, има една кинеска поговорка која што вели: за твоите заслуги ќе ти ги дадам најголемите богатства на светот и ќе ги добиеш сите привилегии. Но за првата грешка ќе бидеш казнат јавно пред сите. Тоа се случи со Сашо Мјалков. Ако за се претходно можеме да дискутираме дали било вака или онака, за последното активно учество во принудувањето на нашите пратеници, во злоупотребата на пратениците кои што беа во домашен притвор, бидејќи тоа се нивни лични искази, не треба да се лути на нас како раководство, треба да ги праша нив, бидејќи тие ја пренесо информацијата за неговите понуди во пари, со ослободителни пресуди и со насилство. Ако таква улога играл во најклучниот момент кога Зоран Заев речиси го бутнавме од власт, тогаш апсолутно неговото место не е во редови исто заедно со нас. Тоа не значи дека ние сме декадентни. Тоа значи дека ние конечно се чистиме од плевелот и од баластот на луѓе кои преку мокта, преку чистата есенција на ВМРО-вското ткиво, на патриотските елементи, направи огромно богатство, стекна огромна моќ, а очигледно и до ден денеска има огромна улога и во извршната власт и во судството, што повторно ја враќа темата на почеток. И тука и како академски работник, но и како слободумен човек, бидејќи денеска
и во партиските редови се уште постои извесен страф и недоумица помеѓу нашите сопартици во однос на тоа како сега нас ќе ни биде вратено нели назад од сета оваа активност која што ја направивме. Јас би рекла за доцнето, бидејќи сите го знаа името и презимето и на тие кои што направија упад во 27 април. Сите знаеа кој правеше фирми кога Македонија гореше од чарената револуција. Сите знаеа кој со кого ги дели приватните бизниси. Тоа можете да го видите ако одите во Централниот регистар или во регистарот за формирање на фирми. Точно ќе ги видите имињата и на братучетот на поранешниот премиер Груевски, но и на братот на актуелниот премиер Заев. Кога ќе видите таа констелација, кога ќе видите дека вие всушност или ќе дојдете до сознание дека вие всушност сте само една обична марионета, небитен поданик, обично средство и инструмент кој што во раците на овие веројатно бескрупулозни умови представува математички пресметана играрија во која што сега ќе ве допингуваат со национализам, сега ќе ве пуштат и ќе ве изгорат во собрание, а утре ќе ве продадат, бидејќи тоа е нивниот интерес, а не интересот на Република Македонија и не вашето човеково право да се борите за вредностите и за ставовите кои што длабоко ги носите во себе и кои што ги представувате. Тогаш мислам дека аргументацијата на господинот Мјалков е погрешна и тогаш мислам дека тој направил една огромна грешка и лоша проценка со кои луѓе сега има работа. Велите се ова е за доцнето. Кога знаевте дека во парламентот имате пратеници на кои висат обвиненија над глава од специјалното јавно обвинителство, обвиненија за 27 април, кога знаевте што се е правил Сашо Мјалков, а сепак ќе повторам, сите со шепот го изговараа неговото име, зошто не дојде до исклучување и проветрување, прочистување во партијата уште порано? Можеме да го наречеме наивност, можеме да го наречеме чистота, можеме да го наречеме едноставно неверување дека ќе се скршат и дека ќе извршат предавство. Например, ако земете, знаете како и тој друг пат сум го кажувала, најлесно да го фатите политичарот во криминал е да го следите тегот на парите. Погледнете Елизабета Канчевска-Милевска како изгледаше пред 11 години, зборуваме ве, аутфитот, низната гардероба, аксесуарите и денес. Ако некој може да се дозволи чевли од над 500 евра, тој не е спремен да лежи во Идризово за такво нешто. Значи, како да ви кажам, има луѓе, како што се пратениците кои што им тежи обвинението 27 април, кои се колнеа во камата и во крстот и до последно убедуваа и уверуваа дека се на браникот на слободата и на вистината, на браникот на Република Македонија, се поклонуваа пред оние граѓани 8, 9, 10 илјади луѓе кои што на секој од нив поединечно им го донесоа пратеничкиот мандат, за потоа најбескрупулозно, без никакво достоинство да стиснат за во собраниската сала. Во исто време кога нивните колеги стоја покрај зидот и ги гледаа и во неверување плачаа и внатре во себе, а потоа и надвор во ходникот. Дори еден од тие од исказите на колегите од парламентот кажуваат дека и се заканувал потоа и така натаму. Со тоа ќе видите дека станува збор за луѓе кои никога дошле во партијата, никога биле кандидирани, никога говореле, не верувале. И тоа не е ништо ново, и тоа не е ништо неочекувано, но единствено што можеме да кажеме е дека во целата таа работа ние едноставно се соочивме со едно огромно предавство. Од наша страна не можат апсолутно за ништо да замерат, бидејќи од наша страна немаше ниту притисок, ниту било каков друг начин на действување, освен да се помогне, да се поддржи, да дојдеме до решение, бидејќи и ние како ново раководство во партијата, но и целата македонска јавност знаеме дека тие луѓе, значи тие пратеници, беа исто така дел од сценариото за 27 април и тие нормално нема никогаш да признаат кој им се јави да ги отворат вратите, но очигледно дека сценариото беше изведено според книга и методолошки беше изведено на еден таков организиран начин што апсолутно не може да ги ставите во тоа обвинение ниту организаторите на Заедничка Македонија кои што се во истата каша, ниту невинниот народ кој што како толпа реагираше и стихино влезе во парламентот, ниту пак некои фактори кои што после тоа се произнесува и чувствува огромна индигнација
како што е поранешниот председател Груевски или председателот на државата Иванов. Впрочем, и тие преќутно најмногу го споменуваат во оваа играрија покрај улогата на Зоран Заев и улогата на прво споменатиот кој што е исклучен од партијата. Така, го споминавме 27 април. Вие веќе имате подготвено закон како ВМРО ДПМН за амнестија на сите учесници од 27 април. Тоа го најави вашиот лидер на одбележувањето на 23 октомври. Се очекува тој закон да влезе, да биде доставен до собранието. Очекувате ли поддршка за овој закон со оглед на тоа што владеачкото мнозинство пак најавува формирање на тело за помирување и можно ли е помирување? Апсолутно е можно помирување. Ние сме граѓани на Република Македонија, мнозинство македонци, ние не сме крвници. Крвници се неколку луѓе, една шака луѓе кои имаат личен бенефит од тоа ние да бидеме раскарани и кои што одработуваат за други интереси, кои што не се внатрешни интереси, не се македонски интереси. Помирувањето во суштина е и веќе случено, бидејќи ние како партија се вративме во парламентот пролетва и гласавме реформските закони, учествувавме активно во сите процеси каде што бевме повикани и каде што бевме инволвирани. Секако во однос на прашањето за договорот од нивици, кога бевме ставени пред свршен чин, легитимно беше нашето право да си го кажеме нашиот партиски став и да застанеме против договорот. Легитимно беше и нашето действување за време на предреферендумскиот период, кога во суштина одејќи во рамката на она што сме го давали како програмски определби на избори, а тоа е да се провери сето тоа доколку дојде на маса и на референдум, во таа небулоза и со тие сите играри со кои што бевме соочени и со сите тие манипулации, донесовме најисправна одлука, тоа беше секој да се одлучи да постапи како што смета. Значи, ние си го дадовме нашиот влог, секој поединечно, но и како партиски став, не излеговме од рамката на тоа што сме го тврделе и секако, знаете како, има една друга работа што се случува деновиве, која што не може ни Зоран Заев, ни никој да ја разбере. А тоа е дека веќе не одлучуваат партиите. За оваа работа одлучуваат граѓаните на Република Македонија. Значи, дури тие и да успеат да не извлечат на фронт и да има контра себе некој кој што ќе вика против, што го сака и го посакува во периодот, во предреферендумскиот период, граѓаните немаше да дадат назначење. Бидејќи на граѓаните им е веќе прекуглава да бидат манипулирани, да бидат допингувани, да бидат постојано ставани во коштец, да бидат постојано на некој начин злоупотребувани нивните чисти емоции, нивната искрена верба во државата и во подоброто утре за некакви стратешки интереси на некоја минлива и менлива политичка или партиска гарнитура. Така што нашето действување и во тој поглед и во однос на помирувањето е апсолутно отворено на маса, но најчесно е, како што каже и нашиот председател, доктор Христијан Мицкоски, да, бидејќи председателот на државата не се одважи да ги заштити пред се поборниците, делот, протагонистите на заедничка Македонија, а е идеен креатор на истите, бидејќи ги оставија луѓето да се мачат и да се гмечат без никаква финансиска поддршка, во многу лоши услови веќе цела година, кога Зоран Заев не покажа сенс да биде подобар од Груевски, од Сашо Мјалков и да нема ало судии и да не нарачува судски пресуди пред време и да не се инволвира во тоа колку луѓето ќе ги измалтретираат внатре, кога сите знаат дека се невини, дека немаат апсолутно никаква врска, најфер е да се прифати овој добронамерен чекор од страна на опозицијата, тоа е законот кој што ние веќе го подготвивме за амнестија на овие невини луѓе, да биде изгласан во парламентот, а ако се случи тоа, апсолутно и ВМРО ДПМН и нашата коалиција ќе добие ветар во грб, дека навистина спроти себе има луѓе, а не зверови и крвници, со кои што може да се договори за доброто утре на сите македонски граѓани. Можно ли е помирување без закон за амнестија, само со собраниско работно тело за помирување? Многу тешко. Речи си невозможно. Тоа е, знаете како, во времето на социјализмот имало една поговорка, ние не сме тие генерации, но останува во кулуарите па се пренесува. Ако сакате некоја работа да не успее, формирајте комисија на комисија. И комисиите ќе си расправаат, времето ќе си помине, на крај ќе се заборави зашто се свикала комисијата. Најчесто анкетните завршуваат така. Професор, ќе би се задржала на она што ќе се случува во собранието. Ќе се вклучи ли ВМРО ДПМН во подготовката на нацртот на амандманите
уставните амандмани со оглед на тоа што имаше информации од партиски функционери од СДСМ и од пратеници дека се обидуваат да остварат контакти со пратеници, но и со функционери од ВМРО ДПМН во однос на овој дел, значи во подготовката на нацрт уставните амандмани и што ќе се случува сега во собранието. Власта обезбеди двотретинско мнозинство. Како ќе делува опозицијата понатаму? Видете, ова е само првата фаза. Длабоко во себе верувам дека некој од дури од овие исклучениве пратеници сега кои извршија предавство, ќе се одважи да излезе прво на собраниска говорница и да каже вистината колков беше притисокот и цената за гласањето за. Втора работа, во моментов, мислам дека нема што да се дискутира, бидејќи оние луѓе кои што одлучија да стојат покрај зидот и да покажат јавно и со својата физичка постапка да му покажат да им покажат на сите македонски граѓани во каква ситуација се доведени, не верувам дека сега ќе влезат и ќе дебатираат за нешто во што веруваат дека е мртво. Веројатно ќе се продолжи со притисоците, ви кажав, каже и нашиот партиски потпредседател Александар Николовски, каже нашиот председател Мицковски, кажа сите кои што се инволвирани, носени се пари во торба, понуди, носени се понуди за вработувања, носени се понуди за други работи, за ослободителни пресуди, се лиферува со степенот на издржливост и еластичност на карактерите. Не верувам дека тоа нема да продолжи понатаму, може би ловат и понатаму уште некој, ќе видиме како ќе се однесуваат, но во секој случај, она што треба да го разберат сите тие, како и сите ние, е дека сите еден ден треба да ги затвориме очите и да го напуштиме овој свет. И сите ние позади себе треба да оставиме нешто. Некои луѓе, дури со генерациите нивни, ќе бидат означени како предавници и ќе носат многу големо црно петно за 13 сребреници, така символички кажано. А некои луѓе, без оглед на се што ќе поминеме и што ќе преживееме и што се ќе дојде, и кога и да го напуштиме овој свет, и како и да го напуштиме, ќе можеме мирно да се упокоиме. И тоа е многу важно, за да сватите до каде не донесоа и до кој степен ја злоупотребија нашата доверба. Во тој однос, што да ви одговорам во однос на тоа дали ќе се вклучат? Ќе се вклучат само оние кои што ќе се свиткаат. И тоа ќе биде... А останатите? Па ќе видиме. Не сме имале после овие одлуки состанок, кога ќе одлучиме на партиско ниво, тогаш и ќе се знае конкретно какви ќе бидат нашите чекори. Ние не се откажуваме од борбата за Македонија. Ние веруваме и сме сигурни дека ќе направиме подобар договор со нашиот јужен сосед. Ние сме сигурни дека можеме на Македонија да ја го вратиме достоинството, да ја вратиме правната држава, не преку крв и преку одмазда, туку преку исправање на она што се погрешило во минатото или што не можело да се сопре и навистина на таков начин може да дојде вистинското помирување, но тоа треба да биде искрено и обострано. Да влезете во ваква една со таква мотивираност во одлучување за нешто толку клучно и сите тие кои што беа инволвирани, треба да им биде јасно дека додека постои оваа генерација на политичари во Македонија, нема да им биде простено. И тие може да не обвинуваат и за декадентност и за се, но нека не забораваат дека некој беше министер за смрт, некој беше бос во државата, а за сметка на нивните епитети и нивните постапки за кои што не судам, и сме имале различно размислување со тогашната опозиција. Страдавме сите и плативме огромна цена. А најголема цена плаќаат децата на луѓето кои што се неправедно притворени и кои што ги чека монструозни минимум 10 години затворска казна. Таа крв на нивните раце и солзите на мајките кои што секојдневно плачат и вриштат од болка, нема да може да им го исчисти гревот. Професорке, ви благодарам за ова интервју и за одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата за она што се случува во ВМРО ДПМН и како понатаму ќе делува. Ви благодарам. Ми беше чест, ви благодарам и вам.